Имињата на 15 македонски државјани кои биле дел од ИСИС и Исламската држава на територијата на Сирија и Ирак се обелоденети за јавноста. Станува збор за одлука на владата за воведување финансиски мерки против тероризам, ширење оружје за масовно уништување и нивно финансирање, донесена на 13 септември. Повеќето од 15 емина лица се на возраст од околу 20 години. Највозрастниот на списокот има 57, а најмладиот 26 години. Интересно е дека дури 10 од нив се од Скопје, по двајца се од Куманово и Гостивар и еден е од Струга. Владината одлука има 6 члена и со нив се воведуваат рестрикции за овие 15 лица за користење, пренос, конверзија, трансфер или друг вид на располагање со имот, забрана на ставање на располагање на било каков имот, како и забрана за воспоставување или продолжување на деловен однос. Надлежни органи за спроведување на одлуката се дел од безбедносните и финансиските служби, МВР, Управата за финансиско разузнавање, Министерствата за одбрана, економија и транспорт и врски, како и Народната банка. Ова е прв пат јавно да бидат објавени имиња на луѓе кои од земјава заминале во странство и биле вклучени во терористички активности или биле дел од паравоени и параполициски единици. Листата е објавена во службен весник и е достапна на интернет страницата на Управата за финансиско разузнавање. Уште во 2014 година беа извршени измени во кривичниот законник со кои се овозможи гонење на лица македонски државјани кои заменуваат за да бидат дел од воени конфликти или да се борат во странски војски. Предвидени се затворски казни до 5 години. Во јули минатата година во земјава беа вратени 23 нејзини државјани кои со години престојувале на боиштата на Сирија и Ирак како дел од Исламската држава. 4 од нив биле барани за тероризам, додека останатите 19 беа жени и деца. Во септември 2020 пак МВР разби група од тројца повратници од ИСИС кои беа обвинети дека подготвувале терористички активности во Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.